21 година Роберт Билбилов е еден од најпознатите композитори во Македонија. Неодамна, на својот роден ден, ја промовираше новата песна, а денеска прв пат гостин во студиото на Репортер. Добре дојде. Добре најдов. Како си, Роберт? Добар, да ти кажам, убаво. Како што кажа во најавата, на роденденот ја промовираше новата песна "Нигде не те наоѓам". Зошто реши токму на роденденот да правиш промоција? Па тоа да кажеме дека беше убава случајност. Ние веќе претходно ја работевме песната, инаку песната е стара, да кажеме, пред 2 лета, кога бев кај мојот другар Робин Зимбаков, седевме така на тераса и му пуштав неколку демо снимки и не знам, некако оваа песна му се заврти во уши. Ми е побара да му ја пратам како демо, нели, веќе следниот ден ми пушти некој текст, нешто. Мислам дека беше тој баш постоечкиот денешен текст. Но тогаш сеќам дека ајде да се вратам во Скопје, па ќе направиме демо и слично. И така, секогаш кај мене имаат предност другите и никогаш немаше време и да се посветам на таа песна за себе си. Па се случи пандемијата. Па се случи пандемијата као несреќа у среќа. И едноставно, не знам, работев неколку проекти со други изведувачи, но се разбира дека се намали присуството во студио, снимање и слично. Работев нешто и во Белград и овде, но така се осети некако, нели, потенко. И едноставно одлучив да се сконцентрирам на песните. Сакам да кажам дека јас доживев будење за време на пандемијата, кога беше карантинот и едноставно сватив, сите никако свативме дека дали сме доволно добри, дали не сме доволно добри, зашто не бива, зашто не бива, што треба да правиме, зашто сме тука на планетава Земја. Што осозна? Па сознав дека уствари да, јас можеби како личност имам естетика за одредени работи. Но мојата естетика највеќе ја покажувам преку музиката. А преку пеењето највеќе кажувам тоа што го чувствувам, тоа што сакам да го кажам. Секогаш кога правам песна, кога имам нешто што да кажам. Кога немам што да кажам, тоа исто као на Facebook, кога немаш што да кажеш, едноставно не постираш ништо, колку да имаш некакви лајкови, нели, за глупости. И така да, што знам, едноставно решив, одлучив дека добре, не сум прилично ни стар, ни млад, но едноставно имам уште доста време кај што можам да оставам музика, дел од себе. Утре, ако те нема, барем нешто си оставил. Песната има преку 200.000 прегледи од моментот кога е промовирано видеото на YouTube. Меѓутоа, што мислиш за тоа што музиката кај нас сега во моментов, барем спотовите како да се прават баш за на YouTube, да се промовираат и толку? Дали ти недостига она време кога имаше буквално топ листи, музички емисии? Се разбира дека ми недостига тоа време, затоа што тоа време сите нас некако не драйваше и ни даваше поголем потик и имавме уште поголемо внимание и кон музиката, и кон песните, и кон све. Не дека денеска истото не го правиме, затоа што денеска нели се бориме со YouTube, а YouTube е огромна платформа, е? Да, отворена гранка кон светот и тука веќе мораш да направиш нешто што е барем приближно до оние светскине и продукции, и видео, и аудио, и слично. Така да ние сме навистина едни големи херои кои што навистина се трудат неуморно да вратат барем дел од тоа што некогаш било. А тоа најверојатно го правиме за да добиеме сите ние. Затоа што преку музиката добива културата, културата прави движењето растат нови генерации,
растат на некој начин како што ние сме растеле Мислиш порано. дека ќе се врати некогаш тоа време? Значи, ми текнува мене, предпоставам дека ти текнува и тебе на оној период кога буквално секој ден имаше промоција на нова песна, па еднаш неделно се промовира албуми, се промовира спотови, имаше музички емисии каде што можеше да се гостува, да се промовира целата таа музика што се создава. Значи, има доволно песни, еве на еден од нашите портали имаше информација дека во месецот излагаат многу песни, кои што во времето тогаш кога ние правевме навистина многу песни, голема е бројката. Денеска нормално продукцијата, компјутерите, технологијата е многу понапредна и може многу побрзо и секој да направи песна. Буквално, денеска, нели, сведоци сме дека на интернет, односно на YouTube, ета можеш да отидеш и на некои сајтови да си спуштиш музика, да спуштиш бит и на него само да налепиш текст, микрофон као микрофон. Тоа никој не може да примети дека е некоја голема разлика, дека некој снимал во не знам какво студио или слично. Едноставно, публиката не е суд кој што може да види дали тоа е доволно добро, дали е доволно лошо. Едноставно, го слуша кренот резултат и денеска нема суд, баш поради тоа, пошто нема телевизии, нема новинари кои што секојдневно, да кажеме, даваат некаква рецензија за сето тоа што се пушта. Твоите песни се хитови, без оглед на тоа дали си ги испеал ти или не знам, ги испеала Тамара, Елена, Ламбе на времето, Ѓоко Таневски. Меѓутоа, во минатото, например, често пати се случувало да речат песните на Роберт се супер, ама поубави се кога ќе ги испее некој друг. Односно дека Роберт би требало да биде композитор, но не и пеач. Како реагираш на таквите коментари? Предпоставам дека може би стигнали и до тебе. Па види, се разбира дека ја не им се допаѓам на сите, а и не е тоа поентата. Се разбира дека песните кои што ги правам за себе си, не знам зашто стануваат хитови. Најверојатно затоа што можеби луѓето се поврзуваат со песната, бидејќи ја не се трудам нешто во песната да докажувам колку јас знам да пеам или не знам да пеам. Едноставно, песната треба да ја испратиш тоа што го бара. Не треба да биде нешто претенциозно. Да, ти не правиш многу често песни за себе. Самиот кажеш дека правиш песни кога сакаш нешто да кажеш. Да. Дали е потешко да направиш песна што ќе испееш самиот или да направиш песна што ќе ја дадеш на Тамара, ќе ја дадеш на било кој од нашите музичари, на Викторија Лоба? Па ја тоа го правам секојдневно. Значи, многу песните сум ми дал и на Тамара, и на Лоба, и на сите. Порано како почнав да пеам, конкретно Тајните ангели, кога беше во демо верзија, ја правев за еден изведувач од Приштина. И тогаш се сеќавам, студиото ми беше ке Врчак и Раде беше тој кој што ја крена ручната и каже: "Слушај, оваа песна се сеќавам на демото. Те молам, пушти го уште еднашка демото како го пееш." Тогаш тоа е 2004 година, 99-та се појави, нели, Врчак и после тоа некако почна да стагнира. И тогашниот уметнички директор на Макфест, Кристијан Гавровски, па да не претерано секојдневно те молам, дај натерај го Раде да го вратиме на Макфест, некако да направиме да се врати камбе. И условот на Врчак беше, ако ја правиме песнава заедно, тогаш... Значи Врчак е виновен што си пеач, да, што си почнал да пееш. Да, и Раде на некој начин, ајде ќе ја правиме песнава на Макфест и ја тогаш некако решивме дека ќе го викнеме Драги Шпага, затоа целата таа работа не делува толку сериозна, као да ме кете се зафркаваме. И што знам, некако се појавивме на Макфест така невино, но на крај испадна дека целиот тој спој со целата таа песна, луѓето се конектира и таа беше навистина голем хит во тоа време. И сеќавам дека со таа песна, со една единствена, ние идевме по настапи и по
7-8 пати ја вртевме песната и луѓето сакаа да не Дали слушаат. сте се уште во контакт со Врчак? Вие направивте многу музика заедно. Врчак беше еден од револуционерите, да речеме, на македонската музичка сцена на крајот на 90-тите. Така е, Раде е се уште еден од најуникатните ликови кои што ги познам. Во секоја смисла на зборот, навистина он има таков сен за музика, за текстови, мислам дека не постои подобар, за такви приказни. И како човек вака е многу добар, другар и слично, но сите ние некако низ теков на годиниве доживеавме многу и висини, и падови и слично и легитимно е на секого да си ја крене ручната и да се повлече и да си работи од позадина. Значи Раде често и прашувани и прашање ми се каде Раде, што прави слично. Раде работи на музиката на можеби многу поголем левел од тоа кој што... Да, јас некаде сега скоро и прочитав, извини што те прекинав, дека во Америка нешто снима за американскиот пазар, дека некој албум е во подготовка на кој што е тој композитор, текстописец. Така да и он самиот нели најави. Познавајќи го Раде, он никогаш не застанува, значи он секогаш нешто прави, работи. Не сме се виделе, да бидам искрен, низ годиниве, така 2-3 да кажеме. Порано многу се дружевме, но некако замреа работите. Велиш, си немал од секогаш афинитет према пеењето, меѓутоа кога се роди желбата за компонирање, од кога го имаш тој порив во себе? Првим почнам да речеме од основна школа во оркестарот, каде што уште тогаш се трудев да правам, да аранжирам песни под московски вечери, сеќам тогаш. Беше тоа предизвик. И веќе на 13 години имав и некои така поконкретни демо снимки, но веќе на 15 беше мојата првим почна реклама, па после имаше песна на Снежана Джеповска, Круна Диадора и така едноставно можеби него сигурно го фатив најубавото време и се фатив за тој бран. Имав среќа да работам со големи имиња и да направиме такви хитови. Кога Дарко Димитров беше тука во студио неодамна кај нас, рече кога дојде Роберт прв пат кај мене во студио имаше 15 на години, меѓутоа се најдовме на едно исто рамниште. Јас не го гледав него како дете кое што сега почнува, туку решив дека јас нешто ќе научам од него, нели Роберт ќе научи нешто од мене. Каква е соработката со Дарко? Дали кога сте со Дарко заедно излегуваат најголемите хитови кај нас? Што научи ти од него? Сега ме наврати на едно убаво време, сеќавам така 14-15 години. Тогаш се дружевме таа екипа, Раде, Јован, Магија, сите кои што бевме тука и од музичко и сеќавам баш тогаш Врчак снимаше. Ние бевме со Јован ке Дарко во студио и не знам, иако Дарко е да кажеме една деценија постар од нас, но неговиот дух и денеска е исто мислам он кога е и со 5 годишно дете он како на негово ниво. Ми се допаѓа тој пристап што го има, што знаеш, ако си продуцент со некое име и презиме, тоа е веќе само по себе големо и кога ќе дојде некој човек, артист, пеач, било кој, ако ти се однесуваш на таков начин, тогаш и пеачот кој што треба да влезе во студио да пее, сета таа трема која што можеби ја има ќе биде пута 10. Ако ти му покажеш еден друг пристап, дека секој е рамен на тебе, дека ние сме исто музичари, ти ја знаеш скалата, ја знам скалата, разликата во естетиката, во размислувањето, во храброста. И таквиот пристап на Дарко да бил поразличен пристап, можеби ја немаше да се занимавам со музика. Мислам, харикирам со, но можеше да има некој лош пристап и така како заради кој што ќе тоа тргнеше па. Да, и можеби ќе тргнев по некој друг пат. Можеби немаше да се охрабрам да он ми ја даде целата таа храброст да продолжам со музика, да ми покаже колку ствари вредам. А само големите луѓе може да видат.
твојот татко е починатиот композитор Хилми Билбил. Починал кога ти си бил релативно млад, автор е на песната Бисер Балкански. Имаше ли време да научиш нешто од него во однос на музиката, на компонирањето? Па, татко ми научи многу работи. Пред се, не знам, некако, некоја трка имавме, да кажеме, тоа е ја со него, да цело време нешто се докажам, ако научам некоја нова хармонија или некоја нова песна. Сеќавам на тогашниот хит Чудна жена беше Вера. Татко ми беше виолончелист и свиреше во МНТ во опера. И сеќавам пред да отиде на некоја опера, ќе ми даваше некоја касета и као научија песнава, или треба да ја слушаш и да ја најдеш на клавиатура и да ги најдеш нотите. Туе кога он се вратеше, ја веќе тоа све беше научено и што се вика како дете сеќавам додека се врати онаков ненаспан и возбуден, еве види што научив. Татко ми научи многу филозофии за животот, воопшто музиката кога веќе почина на 15 години, бидејќи бев што знам, млад и пон со енергија и сите околу мене, чичковците, пријателите, некако ме испрограмира на некој начин да сега јас сум тој кој што треба да ја одржува фамилијата и слично. И сето тоа бев многу спремен за тоа, бидејќи едноставно бев свесен за сето тоа што се случуваше и таа мисија која што си ја создадов в себе си да го продолжам презимето, да го продолжам тоа што татко ми го правеше, да не биде заборен, како да му се заблагодарам, освен така на тој начин. И кога имаш некоја таква чиста светла тачка, кој што не ти е ништо друго битно, не знам дали пари, дали моќ, дали слава, дали девојки, дали нешто друго, кој што ќе ти го помоти умот и кога ти е помотен умот, едноставно кога правиш музиката, луѓето можат да приметат дека нешто има фейк. А кога правиш нешто од тука кое што доаѓа, она што го чувствуваш, што едноставно си кретен човек, што не може да се изнаплаче, едноставно земи изнаплачи се, моето плачење, да кажеме, кон музиката. Само така претучено во песната што ги правиш. Да си олесен. На што се сеќаваш најмногу во однос на детството, времето поминато со татко ти? Па, се сеќавам дека со него многу вежбав виолина. Кога вежбав самиот, да кажеме, секогаш нешто ми го поматуваше умот. Сигурно нешто беше побитно. Па да, не знам, кога почнеш да вежбаш, чекам, заборев да отидам у вец и идеш, ајде врати се таму. Знам дека со татко ми кога вежбав по 3-4 сати и кога ќе завршев после тоа, да, се чувствував многу задоволно од себе, но левата нога, бидејќи нели таква е позицијата, после пола сат не можеш да одиш. Тоа многу убави сеќавања имам. Татко ми, он беше вистина човек кој што имаше убав, милозвучен глас, имаше многу убав пристап. Денеска можам да се сетам на неговите како ми звони во уво неговата, кога ќе ми каже Роберт, стани, ти идам у школа и можам да се сетам мајка. Да, така. Кој приказни му ги раскажуваш на својот син Давид за да знае каков бил дедо му? Претпоставам дека зборувате за него. Па истите, баш и он ме прашува, сега пошто веќе 13 години, веќе повеќе разбира и сака да се пронајде себе си кој е, што е и слично, кој бил дедо му, што да прави, како уствари неговата уметничка жичка, на све нешто се пронаоѓа, црта, програмира, 3D анимации и слично. Глуми. Па ете и глуми, да, и доста и спорт испроба, и пливање, и тенис и слично. Какво дете е Давид? Дали те подсетува на тебе во времето кога ти си бил во тинеџерските години? Не ми се збори до тоа. Знаеш, ствари кои работи највеќе не нервираат ке нашите собствени деца.
Тоа што кога ќе си ги видиш своите мани низ него, тоа е тоа уствари што истовремено и те смее, но и те нервира. Спомнавме дека Давид глумеше, спортува. Колку е посветен на музиката? Дали го наследил талентот од тебе и од твојот татко? Дали сака да се занимава со музика? Сака да се занимава нормално, но полека, све во свое време. Не кеме да форсираме ништо немаш на сила, едноставно сакам сам да си одбере. Неговата уметничка жичка, да кажеме, ја исфрла на некој начин преку цртање, преку некои работи. Ти стана татко релативно млад. Колку ти го смени животот, колку те натера да пораснеш преку ноќ, да речеме? Ја имав 24 години и кога би се вратил сега, истото би го направил. Зошто? Бидејќи во тоа време кога ние живеевме, па ете да кажеме, јас тогаш ми беше најубавото време во војкот на сите случувања. Не се замаравме за одредени работи кои што денеска се занимаваме без потреба. Тогаш едноставно живееш и планираш и одиш кон тоа. Денеска не живееш, не планираш и не одиш кон ништо. Значи, јас на 24 години имав многу големи соништа. Денес да најдеш дете на 24 години, сигурно нема такви соништа. Колку си близок со својот син? Како го поминувате времето заедно? Дали ти раскажува за симпатии, за другарите, за проблеми, за убавите работи што му се случуваат? Па, да ти кажам сега, во последно време малце поише ги разбира работите, како што кажав. И така сега си има и симпатија. Додуша тоа се дека неколку другарки и сега не може да се реши која од нив баш поише му е симпатија и ево некаков грч, некаков страв дека некоја од нив ќе му се најути и слично. Он пробува некако да скрие од мене некои работи, но татко му е стар вук и така да може да ги примети. Со искуство. Така. Сам ги спомна дружбите со дечките од Магија, со Раде, во времето кога ви излегувавте тука по кафулињата, не знам, по дискотеките. Значи сите ве препознаваа. Дали во тоа време ви беше полесно да фатите девојка, например, заради тоа што нели се бавите со музика, ви има на телевизија, по фестивали. Му ги раскажуваш ли и тие работи на Давид? Не сме стигнале до тоа, затоа што тоа е, мислам, најглупиот муабет што можам да му го спомнам од тоа време. Знаеш, девојките најглупо е да ги фаќаш на некаков популарност или слично. Види, значи, за да фатиш девојка, популарност е минлива работа. Знаеш, денеска ти има, утре те нема. Но за со девојка треба да научиш како и кои начини и пристап и слично. Ако да речеме го задржавме или го задржиме тој начин дека си популарен и дека можеш лесно било која девојка, денешните девојки не се такви. Денешните девојки не паѓаат на популарност и слично. Паѓаат на нешто што ќе сработиш и ќе бидеш како човек малце подлабока личност. Мислам дека тоа е најбитниот фактор. Да, нормално дека порано имаше девојки кои што сакале да се сликаат со нас и слично, но ништо повеќе од тоа. Ти некако и се ожени, нели, пак ќе кажам, релативно млад, баш во времето кога почнуваше да ги правиш најголемите хитови. Колку па бракот те смени тебе како личност? Па мене бракот како бракот не ме смени воопшто. Ниту пак ме смени ни дете, но ме свична на некој поинаков начин во глава. До 24 бев неуморлива будала, со највеќе храброст и тоа што ќе наумев, тоа едноставно го правев. На 24, после тоа некако сите работи што ги правев по 2-3 пати ги мерев и некако ме промени да не го правам тоа што го правев. Пошто, например, порано пред 24 правев и некои места се горев, паѓав, станував и сега малце по-резервирани грешки, да кажеме, заради Давид.
Ти не беше долго време во брак. Во какви односи си сега со поранешната сопруга? Вака, значи, Ана е прекрасна личност и одлична посветена мајка. Ние едноставно, бидејќи тогаш бевме премногу млади и можеби тогаш требаше така да кренеме ручното и да се пронајдеме себе си, но едноставно ние најдовме наше решение како да функционираме. Ние веќе не сме маж и жена, но ние сме родители, имаме функција во нашиот живот, а тоа е Давид, така ние сме мајка и татко и едноставно тоа го правиме. Се вратиме сега малку на музиката, нели, но ние добро. полесни. Да, понесо и овие тешки исто. Во време на пандемијата, голем број музичари излегоа јавно и кажа дека немаат можност за заработка, дека немаат можност каде, нели, со настапи да ја пласираат музиката. Ти беше еден од ретките, да речеме, што јавно не кажа ништо. Сега од друга страна велиш, нели, дека во време на пандемијата се пронајде себе си. Меѓутоа, тешко ли беше да се функционира во изминативе 12 на 15 месеци? Па, секако дека е тешко, но ја на некој начин го видов овој како одмор. Бидејќи на нас за 21 година, интензивни години, периоди, месеци, цајтноти, цело време. Нашата работа е, некогаш нема, но кога дојде од деннашка, нема ни спиење, нема ни никакви приватни облигации, ни ништо. Едноставно мораш да се фатиш на таа фреквенција, на тој вајб, тој бран и дур не се заврши, бидејќи да речеме ќе направиш некоја летна песна, која што ќе ти дојде негде во март, април и сакаш да искочи, да речеме, најкасно мај, јуни, јули. И са целата таа организација на текст, на снимање, кој ќе снима спот, режисер и целата таа збрка, едноставно не можеш да речеш ми текна мене ќе направам со овој. Океј, и sad супер ти е тебе идејата. Идејата мора да има акција. Значи веднаш го земаш телефонот, се јавуваш, идеш, се гледате, договараш и слично. Значи не е само да правиш добра музика. Ти влијаеше пандемијата на креативноста? Позитивно, мислам, Па, заради тоа тоа што викаш сам преска, имаше време да се смириш Јас малку. се разбудив дека уствари некако како да намалив од мојот талент, капацитет и тоа што можам да го направам. Као, хајде да се повлечам. Зошто? Зошто да се повлечеш? Кога ти едноставно треба да сватиш дека постоиш, дека некој ти дал талент, дал нешто што треба да го брусаш, како некаков дијамант кој што мораш да го брусаш. И едноставно со твојата музика помагаш на луѓето. Ако јас тоа го правам, тогаш зашто не го правам? Зашто многу луѓе кои што го правиме ова, кои што сме чепнати, да кажеме на некој начин од Господа, зашто не го правиме тоа? Зашто да живееме, јас сум име и презиме, окей, сум бил нешто на времето. Не е битно кој си бил, битно кој си денеска и кој ќе станеш понатака, кој ќе бидеш утре. Кога го свичнав тоа во глава, едноставно засукав ракавите и почнав да го правам тоа што најдобро знам да го правам. И сега ми кажа дека една од песните кои што си ги направил е уствари песна на која што наскоро пак ја снимаш спот, песна за себе. До каде е песната? Така, значи ја како што кажав, нигде не те наоѓам, ете последната песна која што излезе со текст на Робин Зимбаков, режија на Јован Куцин и ред други, мислам во description може да видите. Работам сега на нова песна, нов проект и спот и здраве Боже негде да речеме декември месец да го пуштам и мојот трет албум. Ми спомна нешто и дека неодамна беше во Белград каде што работеше, каде што нешто помагаше, ќе ми откриеш ли што се случува па таму? Па таму има една мала тажна приказна. Во време на пандемијата, да речеме, некој извесен период, работевме и заедно со Дарко на албумот на Сања Илич Балканика, кој што за жал почина пред известно време.
Наистина спремавме еден голем проект, едни стварно убави песни, до душа многу тешки за изведба, за програмирање и слично. Но дружењето со Сања Илич беше навистина едно од моите најголеми доживувања и имав голема чест што го запознав човекот и што научив доста работи од него. И искрено се надам дека тие песни, посхумно ќе го видат денот. Да, дека ќе бидат објавени. Така. Роберт, ти благодарам што одвои време. Ти благодарам. Толку кратко. Да. Мило ми е што дојде и се гледаме во нека следна прилика. Едва и чекам. Ти благодарам.